Добро утро, Ване, повторно. Еве на градскиот плоштад, како што веќе најавивте, во ова наше јавување ќе разговараме со гешталт терапевтот Розета Паскалиева. Добро ви утро, Розета. Ако може прво како вовед накусо да ни кажете што е тоа гешталт психотерапија? Гешталт психотерапија. Тоа е тераписки правец кој е насочен најмногу кон работа со емоциите. Значи работа на тоа што ни се случува, како се случува тоа, зошто се случува тоа и како може поинаку. Значи сето тоа води кон развивање на една свесност за тоа како живееме, како функционираме во секојдневието и колку може тоа да биде поинаку, подобро, поквалитетно. Секој денеска во овој брз начин на живење некако се помалку има време да размислува за тоа како функционира, туку едноставно е важно само да се функционира, но доколку тоа долго трае, нели, таквото занемарување и тоа како може да резултира со различни психички па и физички телесни потешкоци. Секој физички проблем веројатно се рефлектира на психичкиот аспект од живењето и обратно, и психичките проблеми делуваат на телото. Затоа е важно да не се занемарува психичкиот аспект и да се работи на тоа да се развива свесноста како функционираме. Затоа е важно да се посетува и гешталт психотерапијата за да се научи што се тоа емоциите, колку се важни како аспект од секојдневното живење. Јас имено сум повеќе од 10 години гешталт терапевт, а во последните години веќе и едукатор за гешталт психотерапија, за идни психотерапевти. Во Скопје работам веќе 2 години со едукација за гешталт терапија. Започнавте веќе и во Охрид. Така, да. Како се интересот, да речам, и веќе и Охриѓани се пријавуваат ли за овој вид на едукација? Па да, има интерес. Едукацијата веќе започна од минатиот месец. Овде веќе имаме група во која се работи, значи секој втор викенд овде сум, работиме секој втор викенд со часови едукација за гешталт терапија, а останатото време го користам исто и за индивидуални сеанси, зашто се повеќе има интерес овде во градот. И тоа сакав да ве прашам, каков е интересот на граѓаните да побараат помош? Некако ние како општество, како да имаме некоја верзија, се уште тоа некако да е табу тема. Па да ви кажам, во Скопје постепено се менува, има големи промени и се повеќе има значи и желба и интерес и слобода, значи да се надмине таа стигма што ја имало претходно да, нели, ако се обратиш кај психолог или психотерапевт, веројатно ќе добиеш некаква непожелна етикета, а тоа веќе се надминува. За разлика од Скопје, во помалите градови е малку потешко, но сепак има промени и таму, и овде во Охрид има интерес. Голем број од граѓаните кои се јавија и кои сака да доаѓаат за психотерапија, најчесто се јавуваат со потешкоти во областа на емоционалната сфера, значи во однос на некои потешкоти со депресија, со анксиозност, со панични напади, со зависности има доста. Иако јас еве од тие што доаѓаат, нели, разбирам дека и тоа како има многу потреба од вакви психотераписки третмани, но голем дел од нивното опкружување се уште се соочува со таа стигма дека е тоа сепак ризично, и ако некој дозна или така, нели, е важно што ќе... Се уште има, за жал срам. За крај, ако може, Розета, накусо, која е вашата порака? Како да ги мотивираме граѓаните да побараат помош? Како да ги мотивираме граѓаните, мора да разберат дека е важен психичкиот аспект подеднакво како и физичкиот аспект и дека треба веќе да стане нормално, како што кога не боли нешто глава или стомак, нели, како што одиме нормално на лекар, е да е нормално и кога имаме некои психички потешкоти да се обратиме кај психолог или психотерапевт и да се справиме на соодветен начин, да научиме како да се справуваме со сите тие потешкоти. Розета, ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Ване,